Имав намера, може би, нешто друго да ви изборувам, ама денес, кога ја пеевме катавасијата, има една песна, вели Исаија, го виде Бога, кај како го обслужуваат херовимите. И вели, кој сум јас, Господи, да го видам ова. И се сетив на пророците. Колку му се мили на Бога, браќа и сестри, пророците, за да им открие некоја вистина, Господ. Треба да биде навистина човек омилен пред Бога, унапред да му кажи Господ некоја вистина. И тоа не е вистина што утре ќе се случи или заутре, туку векови унапред. Да кажеме, сега пророкот Исаија го доби како откровение тоа што ќе се случи после неколку векови од животот негов. Ова себо ви го зборувам за двајца пророци кои денеска ги славиме. А тоа е пророкот Симеон, кој го примал во прегратките своји Господ Исус Христос, и пророчицата Ана, жена која останала без маж и отишла да служи во храмот Божи. Не да се мажи повторно, зашто жена во тоа време било многу тешко да биде без придружба на маж. Прво, не само за најосновната, за најосновниот опстанок, за храната, сместувањето. Туку едноставно немала никаков почит ако била жена без маж. Ама оваа пророчица Ана се одлучила да живее во храмот. Единствено така и можела жена да живее во тоа време, да прифати храмот и тука да остане да служи во храмот. И на овој Симеон, кој сега гледаме дека бил пророк и близок до Бога, Бог му кажал дека додека не го прими во прегратките своји и го внесе во храмот Божи, наликен денес како правиме на крштанието. Свештеникот машкото дете го зема, женското го го внесува во олтарот, а машкото го внесува, го завртува околу светлата трпеза и го предава понатаму на мајката. Оначе од рацете на кумот го зема. Многу слично како што во тоа време праведниот Симеон. Слободно можеме да го речеме, пророкот Симеон го зема Господа Исуса Христа. Зашто него, кога го преведувал Светото Писмо, и кога стигнал до стиховите и ете девица ќе зачне во утробата и ќе роди син, тој рекола, ајде сега, како да го преведеме, како може девица да зачне и да роди син. И тогаш Господ му се јавил и му рекол, ќе бидеш жив додека не го примиш во прегратките своји тоа дете што се роди од девица. И дури кога го прими праведен Симеон, Господ Исус Христос во прегратките знаеше дека ќе замине од овој свет. Зашто многу години, невообичаено долги години живееше за да го дочека Господ Исус Христос да го прими во прегратките. Но кога го прими, ја кажа оваа песна што ја слушнавме од Евангелието денес, а ја пееме на секоја вечер на богослужба. Сега го отпушташ слугата свој, Господи, во мир. Значи, знаеш дека му дојде веќе време да замине. Чекаше, староста му помина, младоста веќе да не зборувам, староста му помина,
во очекување на тоа дете што ќе се роди од девица. И тоа се роди и кога го прими, Симеон замина од овој свет. Ама претходно ги рече зборовите, кои се пророчки зборови на Пресвета Богородица, а тебе утробата ќе ти ја растече како меч. И овој ќе биде околу кого многумина ќе спорат, ќе кажуваат збор противен. Тоа е пророштво, браќи и сестри. Тоа е пророштво што значи да влезе човек во иднината, да слушне од таму зборови од Бога и пак да ги врати тие зборови во сегашноста. Ете, тоа се случува со праведен Симеон, како и многу други старозаветни пророци кои ги имаме, кои влегуваат во иднината и пак доаѓаат во сегашноста и го соопштуваат тоа што од Бога во иднината. Велат, а денес докажуваат и квантните физичари, дека во минатото само не можеш да влезеш. Не можеш да влезеш во минатото, има еден добар пример. Ако човек влезе во минатото и се го убие својот дедо, никош нема да се роди во сегашноста. Затоа е невозможно да се влезе во минатото. Ама во иднината влегуваат пророците. Влегуваат и излегуваат, така да речем, излегуваат пак во сегашноста. И ни ги кажуваат Божите збори кои се вечни. Тоа покажува колку се Божите збори вечни. Тоа не е нешто, значи трае неколку секунди или неколку минути и после тоа ќе престане да важи. Не, Божите зборови траат не векови, не милиони години, милиарди години. Затоа се многу важни. Затоа тој што ни ги соопштува Божите зборови е многу влијателна личност, бар треба да биде кај нас луѓето влијателна. И ако сте приметиле, пророците ги сликаме веднаш во куполата на црквата. Ова купола не е насликана, меѓутоа таму каде што се слика, горе највисоко е Пантократорот, содржител, Господ кој се држи. Ама во тамбурот, ова се вика тамбур, на куполата се живописаат пророците, најблизу до Бога. Добро, херувимите и серафимите го држат престолот Божи, тие се можда поблиску од пророците. Ама пророците од луѓето нас најблиску се и најрано стигнале до Бога, зашто омилени му станале на Бога. Ето тоа во денешниот ден на сретенијето Господово, кој е среќавање со Бога. Почнувајќи од праведниот старец Симеон до сите нас, кои се среќаваме со Бога. И така и треба да се среќаваме не ката дневно, ката секундно, во секој момент да го имаме нашиот Бог и Спасител во нас, зашто тој не има во него. Тоа е може би широка тема, не ќе можам сега да ја развијам целосно, како во некого се живее. Како што се живее, веќе со еден збор речено, во целата творба Божја. Таа е творба Божја, ние сме само честица од неа. И пророците се честица од неа. И сите створени битија се честица само од неа. А Господ е творец. Значи не е самата творба. А колку широка е оваа творба која гледаме. А колку поширок е тој што ја створил. А колку поширока ми текнува е Богородица, која се слика секојаш во олтарот и се нарекува таа фреска поширока од небесата.
Значи, таја во себе го прими оној кој е поширок од небесата. Значи, нејзината утроба треба да биде поширок од небесата. Ете, браќи и сестри, на празникот на црквенијето Господово, ја имаме таја благословена чест и ние да учествуваме во животот кој го подготви Господ од памти век за луѓето кои живеат вечно и кои треба да имаат дар на спасение. Сега го отпушташ слугата свој со мир, Господи. Зборовите на праведен Симеон. Се здрави и живи.